Првиот човек што се стори еким, чита Александар Станојков. Имало некој умен човек што почнал да збира тревки лекоити. Од кој собрал тревјето и наредил во еден долап и на секоја трева му пишал името и за каква болест била. Од едни тревје сварил и изваил вода за лекување, ама никој човек не одел да зема билка да се лекува, чунки секој не се верувал на човеко. При се што се прочул по царскиот град од сите граѓани, пак не можел човеко да кандиса луѓе да му дава билки, без пари му давал. За тоа нешто разбрал и цар, да го викнал да го испита која билка за ошто е и од што е. Помеѓу сите билки имало и една билка со отрувачка. За неа царот му запрел да не ја дава на болни луѓе, оти сам зна и после. Не се, го послушал човекот царо и ја му урлеисал таа билка што била со отрувачка. Со денеска, со утре, му се поболи ќерка му на царо и го викнал царо човеко да му ја види ќерка му и да му даа некоја билка. Ја видел човекот ќерка му на царо и отиде дома да види од која билка да му дај, чунки за прв пат човеко еќи млак ќе прави. Дошол кај што му беа билките наредени и се ополил со ред во секоја билка и му се помолил на Бога за Господа му јави од која билка да му дај. Така мислејќи гледајќи во билките, туку му се разиграла таа билка што била со отрувачка и со голема радост ја зел таа билка и ја однесол при царо. Еве, од оваа билка честити царе ќе му дајме на ќерка ти да оздрави, му рекол. Чунки, ова ја определил Господ за таква болест. Како бидува тоа, бре, човече, му рекол царо. Таа билка да му се дава што има отрувачка, ами леле јас ти ја сторив јасак таа билка, а ти па неа ми ја даваш? Таа ми се кажа честити царе од Бога, друго не знам што да давам. Лели, не знаеш, ој ми си со здравје и види, мисли, а ако можеш друга некоја билка донеси ми. Си отишол човеко и некако не му текнувало друга билка да му дај. Болна бидејќи цареа ќерка толкова време, ја текнало за малце расол да касни. Пратил царо и му донесле една зелка расол, та каснала неколку лисје со прв пат и на часо е дошло многу арно. Уште два пати јала од расоло и оздравела. На третиот ден дошол пак човеко кај цареа ќерка да ја види и да го кандиса царо да му даја од таа билка да се напие. Ама кога ја нашол оздравена, се зачудил и ја прашал од што оздравела. Таа му кажала оти од расоло оздравела. Бидејќи уште имала од срцето на расоло, го зел човеко и му го расекал со ножо накрс и што да најде во расоло? Една змија лутица умрена, уште кога завивала зелката влезена внатре. Еве, честити царе, ошто оздраве ќерка ти, пак од отрувачка што пуштала змијава во зелката. Кога виде тоа нешто царо, поверува оти и отрувачката била за лек и од тој саат му го кладе името на човеко Еким и му даде изум да лекува со што знае луѓето. Се расчутува нешто по целата земја царска, оти филјан човек се сторил Еким и од царот ќерка му ја оздравил со отрувачка. Тргнаа болни и неолни да идат и да се лекуваат. Секој болен што го лекувал, сеќи му и погледал билките и која билка ќе помрдала, таа ќе му ја дал на болниот и едно со едно ќе оздравил. Од која ватија превнуци да му земаат многу пари, престанаа билците да играат, демек да му се кажуваат и да не можат луѓето да и лекуваат.